За својот 4-ти роден ден, Театар Комедија внедела премиерно ќе ја изведе представата Случајот Хармс, представа за Даниел Хармс, еден од најконтроверзните, но и највлијателните руски автори во 20-тиот век. Работевме според фантастичната адаптација и драматизација на гостинката од Хрватска Желка Удовичик Плештина, а ја режираше можеби еден од највлијателните режисери во нашите балкански простори, кој што има подпишано повеќе од 50 на представи во целиот свет, буквално и на сите континенти, ја оставил својата лиценца по етика, тоа е Дино Мустафич. Режисерот Мустафик, кој работи во многу театри низ светот и кој во Македонија има поставено неколку представи, за оваа постановка рече дека е неконвенционална и атипична во однос на она што е најчесто драматургија на нашите сцени. Се надевам дека ова ќе биде интересно за публиката на Театар Комедија, театар кој го слави својот 4-ти роден ден и кој овие 4 години покажа дека има еден голем уметнички и креативен потенцијал кај овие млади актери. Во принцип, авторот на крај се заблагодарува на екипата, но ние одлично соработувавме, со големо меѓусебно разбирање и љубов, која ја покажаа не само кон целиот концепт, туку и кон својата работа. Авторката на драматизацијата, Удовичик Плештина, рече дека Хармс не е лесна забава, како што хуморот, абсурдот и пародијата по својата природа никогаш не се лесни за забава. Кажам да сум изузетно сретна. Сакам да кажам дека сум исклучително среќна што можев да работам со ваква актерска екипа која успеа да поднесе голема тежина, затоа што многу ретко во регионот се наоѓа толку млад тим во кој сите актери се фантастични и се во состојба да дадат собствен придонес со својата креативност за представа која не е нималку едноставна. Улога на Хармс ќе биде Илија Илиовски, а покрај него во актерската екипа се и Жаклина Петровска, Мирјана Ристов, Ева Скендеровска, Валентин Костадиновски, Атанас Атанасовски, Жарко Димовски и Столе Мицов. Сценографијата е на Крсте Джидров. Костимограф е Благој Мицевски, кореограф е Саша Евтимова, а музиката е на Оливер Јосифовски.